Социјалните мрежи добиваат нови правила. За непол месец сите инфлуенсери, влогери и јутјубери ќе мора да се регистрираат во Агенцијата за аудио и визуелни комуникации. Што содржа законските одредби и зошто сега се носат, разговараме со Владимир Ѓоргиевски од АВМО. Владимир, добродојдовте во емисијата Финсайт. Фала за поканата, Наташа. Фала за можноста повторно да презентираме што значи ова нова регулација и што се би опфатило во неа. Да, ви благодарам. За почеток, може ли да дефинираме што е инфлуенсер? Првим ќе почнам со една поширока дефиниција, правната ќе оставам за после. Инфлуенсерите се еден исклучителен, интересно исклучителен комуниколошки феномен на дигиталната ера. И тие комплетно го дефинираа класичната медиумска архитектура, односно она што беше порано медиумска институција, суредничка структура, денеска стана индивидуа која што има доволно моќ да сподели или да прошири една вест или информација до голем број на публика за многу кратко релативно време. Тоа по себе самото не представува проблем, напротив, тоа е една еволуција во текот во комуникацијата и во презентирањето на информациите. Меѓутоа, кога овој комуниколошки феномен добива и економски димензии, тоа веќе станува збор за едно пазарно однесување, каде што важат некои други правила кои што треба да се почитуваат. Ке зборуваме и за правилата. Меѓутоа, кој се треба да се регистрира во агенцијата? Кој се треба да се регистрира во агенцијата е дефиниран со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Тоа е онај правниот сегмент на регулацијата на овие субјекти. Односно, со измените на законот во 2023 година, со која што се направи усогласување на нашата регулатива со она европската, овие субјекти се препознаја како исклучително важни сегменти кои што можат и влијаат на јавниот дискурс и креирањето на јавното мислење. Дополнително мора да се направи различување дека не секој објавување и секој профил на некој од социјалните мрежи треба да биде регулиран, па затоа, согласно насоките на законот, агенцијата изработи и правилник во кој што се дефинирани точни критериуми кои се опфаќа со оваа регулација, кои критериуми морат да бидат кумулативно исполнети како би еден субјект се сметал како инфлуенсер, влогер, односно дигитален креатор. Може да не ги кажете кои се тие? Ќе ги набројам трите најбитни критериуми. Тоа е квантитативниот критериум, односно 10.000 следбеници или претплатници најмалце. Потоа, оној што значи континуитет на дејноста, обавување на дејноста, тоа е 24 видеа во 12 месеци, односно во една година, и најбитниот критериум да има економска активност, сепак, за да може да се смета дека овој субјект треба да биде под регулацијата. Што значи тоа економска активност? Спонзорства, реклами или креирање на јавно мислење? Спонзорства, рекламирање, пласирање на производи или какво и да е други економски бенефити од својата активност. Презентирање, односно пласирањето на производи исто така не мора да е само финансиска, материјална. Тука и нематеријалниот дел спаѓа во делот на економската активност, мада и самата монетаризација што се врши преку некои од платформите како што е YouTube. И сега од јавно достапните информации објавени на вашата страна се гледа дека само 10 се регистрирани. Зошто, каде е проблемот? Не гледам некој нов проблем, сакам да потенцирам тука дека секоја нова регулација, односно секој нов регулаторен процес проминува низ една адаптација. Ова е целосно нов сегмент на пазарот кој што досега функционираше нерегулиран. Сакам да нагласам тука дека во овој период имаме голем број на мејлови со кои што дел од инфлуенсерите се интересираат, односно бараат и дополнителни информации во однос на постапката. Исто така и во моментот имаме и пријави кои што ги обработуваме и за кратко време и тие ќе бидат впишани во регистарот. Тоа значи дека процесот тече и нема игнорирање. Сепак ова не е прашање за тоа колку во една недела се впишани нови инфлуенсери, туку станува збор на процес на институционализација на една нова индустрија. Ова сето бара диалог, време и објаснување за да може подобро да се презентира и на самата јавност.
Дали претходно ги викнавте кај вас, им објасните кои ќе бидат придобивките, кои ќе бидат нивните обврски и кои се нивните забелешки? Дали само финансискиот аспект дека треба да платат одредена сума, односно 0,5% од вкупниот приход кој што го стварили? Овој процес беше воден инклузивно, односно транспарентно и заедно со голем дел од инфлуенсерите. Агенцијата, односно ние одржавме повеќе состаноци, како и поединечно, така и со повеќе од нив. Забелешки во однос на правилникот не беше многу. Првично ние предвидовме квантитативниот праг да биде 30.000 претплатници или следбеници, меѓутоа по нивно барање и укажување дека голем дел од инфлуенсерите кои што имаат и помалце претплатници, како што се оние со 10.000, имаат доволно влијание и треба да влезат исто така во оваа регулација. Така да тоа не беше една од забелешките која беше прифатена и е вградена во постојниот правилник. Во однос на 0,5% морам да потенцирам дека оваа давачка не е ексклузивно измислена за нив. Оваа давачка е уште од 2013 во законот. Исто важи за останатите даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање, како и за кабелските оператори, која давачка се плаќа со цел да се изврши стручен мониторинг и надзор над овие услуги. И каде е проблемот? Во кој дел од правилникот, односно не се согласуваат тие? Ви пратиле одредени забелешки Сдруженијето на инфлуенсери? Може би се уште немаме правниот аспект не им е доволно разбирлив? Треба дополнително да се разговара со нив, да видиме дали во делот на правилникот е проблемот, дали делот во водичот, односно онај дел каде што се појаснуваат начините на обележување на рекламирањето, спонзорствата и пласирањето на производи. И што се одржи тоа? Како треба? Во агенцијата дополнително покрај правилникот со цел да се олесни процесот, односно да им овозможи поедноставување на овој процес, креираше и водич во кој што се дадени насоки како најдобро е да се обележуваат рекламите, односно пласирањето производи и спонзорствата за поедноставно обележување и да се направат транспарентни за публиката. Како би било тоа обележување? На секоја објава да стои дека станува збор за реклама? Реклама на македонски јазик со хаштаг. Таму има повеќе опции кои што им се дадени како можност на инфлуенсерите да ги користат при обележувањето на рекламирањето. Има ли капацитет агенцијата да следи толку многу објави, да види дали стварно станува збор за реклама, дали има обележено дека е реклама? Видете, принципот на агенцијата не е да се следи секој субјект и секоја објава. Ние работиме врз основа на план за програмски надзор, кој што се донесува во текот на годината и се следи тој план за програмски надзор. Дополнително агенцијата може да прави и адхок надзори, односно по представки доставени од заинтересирани страни. Сепак во текот што следи работиме и на модернизација на нашите софтверски и технички решенија со цел да го напредиме капацитетот и да ја подобриме процесот на мониторинг и анализа на нашите надзори. И што доколку до крајот на март одбијат да се регистрираат? Тоа до крајот на март доколку одбијат да се регистрираат, законот познава и санкции. Меѓутоа пак ќе повторам, интенцијата на агенцијата не е да се казнува, односно да се презентира поединечно ако треба оваа нова регулатива, да се прикаже зошто е тоа добро и која е целта, односно заштитата на јавниот интерес на оваа регулација, а нормално, доколку и во иднина продолжат со нерегистрирање, следува опомената, а потоа се санкциите, односно прекршочните постапки. А дали имате во план сега повторно да ги викнете на некој состанок, повторно да им укажете на поволностите кои што ги добиле и да се земат во предвид и нивните забелешки, да ги вградите во дел од правилникот? Ќе анализираме во периодот што следи, ќе чекаме да добиеме официјално мислење во која насока, па подетално ќе излеземе со насоки како ќе спроведуваме во иднина оваа регулатива. Така. Споменавте дека ги земавте искуствата од европските земји и дека мора да се имплементира кај нас. Што покажуваат? Како е регулирано во другите земји? На почетокот спомнав дека станува збор за европска регулатива, која што е вградена во нашето законодавство, која ние сме должни да го согласиме со Европската унија. Принципот на регулација е идентичен, малтене. Ќе го земам примерот за Холандија, каде што
се води регистар, исто така регулаторот води регистар и ги впишува овие субјекти. Таму прагот е, мислам дека сега 100.000, квантитативниот праг е 100.000 следбеници. Шпанија го има истиот принцип на регистрација со повисок праг за влез во истиот. Франција има посебен закон за инфлуенсери, каде што уште има пострикни правила во однос на рекламирањето и економските активности, така да ги имаме соседна Грција, Црна Гора, Словенија, скоро сите европски држави веќе го имплементираат овој принцип. Да, во Кина, например, со закон е забрането луѓето кои што не се експерти, да не смеат да бидат инфлуенсери. Значи не може некој, ако не е доктор, да кажува што треба за да се намали крвен притисок. Зедов само пример. Ова се размислува во таа насока и кај нас да се преземе нешто, пошто не сум сигурен за таа информација дали е точна или беше само пуштена дезинформација во интернет просторот, меѓутоа такво нешто воопшто не се размислува, не е ни цел на агенцијата. Дали постои можност за блокирање на одредени содржини доколку се препознае говор на омраза, омалуважување? Технички агенцијата и законски нормално нема такви можности. Не е ни интенцијата на агенцијата да се врши блокирање и на содржини или па на профили, а тоа се исклучио правила на самите платформи, кои што правила се дефинирани од нив. Доколку некој ги прекрши правилата на платформите, тогаш самата платформа може да блокира или да модерира одредени содржини. Меѓутоа агенцијата нема законска можност, а и не би се движела ни во таа насока. Како агенцијата ќе го врши следењето? Што се објавува? Во склоп на агенцијата има сектор за програмски работи, кој што ќе врши мониторинг на овие субјекти. Како што кажав претходно, мониторингот може да биде редовен и адхок. Редовниот мониторинг се врши врз основа на донесен годишен план, а адхок мониторингот се врши врз основа на доставени представки или добиени сознанија. Таквите најчесто адхок мониторинзи се вршат во однос на говорот на омраза, односно врската и забраната за ширење и поттикнување на говорот на омраза, каде што морам да кажам дека агенцијата веќе има одлична пракса и следи европски стандарди во однос на утврдување што е говор на омраза. Нормално санкции си законот познава. Првично се изрекува санкција опомена, се дава можност за усогласување на субјектот со постојното законско решение и доколку продолжи повторно со истите прекршувања, нормално следи прекршочна санкција. Така, споменавте поднесена представка. Може било кој да поднесе представка? Согласно законот за предлози и представки, секој може да поднесе представка до институцијата, зашто имаме и електронски овозможено на нашата веб страна. Реално имате ли капацитет да следите толку илјадници објави? Имате некоја официјална или неофицијална бројка колку инфлуенсери има во Македонија? Правевме некакви анализи, сметам дека околу, односно согласно важечкиот правилник, околу 200 до 250 инфлуенсери би влегле во овој регистар кој ќе ги исполнат сите 6 критериуми од правилникот. Да, како што реков, веќе работиме на модернизација на агенцијата, бидејќи дигиталниот простор бара нови дигитални алатки и во блиска иднина веќе ќе имаме опрема и софтвер за да го подобриме и го одлесниме процесот на мониторинг и анализа на сите тие објави. Ке се следи што се објавуваат овие таргет ќе ви бидат околу 200.000? Како ќе биде постапката? Па тоа треба реално, еве јас како личност не би сакала да бидам инфлуенсер, меѓутоа што доколку не знам, објавам фотографија каде што носам одреден тип на наочари, дали сето тоа ќе се смета за реклама? Не. Точно се дефинирани правилата, точно може да се утврди што е реклама, што не е реклама. Сепак тука е комуникацијата, нормално со секој субјект, односно со секој инфлуенсер за да даде појаснување дали е или не е реклама. Како што кажав уште на самиот почеток, интенцијата не е да се тргне со казнување. Значи со комуникација со нив да се креира една добра, односно издржлива регулатива од која што пред се ќе има цел, ќе има корист јавноста. Бидејќи мора да потенцираме фокусот не треба да биде ставен на инфлуенсерите.
Основна цел, една од основните цели на агенцијата е заштита на јавниот интерес. Односно, тука треба да штитиме јавниот интерес, треба да ја штитиме публиката со тоа што овие правила за транспарентност ќе овозможат на публиката точно да знае кога станува збор за реклама, за производ кој што се пласира за одреден економски бенефис, а со тоа тие ќе можат да донесат информирана одлука. Дали за инфлуенсерите ќе важат истите правила како за телевизиите и порталите? Не, инфлуенсерите значи не се класични радиодифузери. Тие немаат програмска шема, немаат дозволи за емитување и немаат уредничка структура исто како кај телевизиите, па затоа не можеме да кажеме дека ќе бидат истите правила. Кај телевизиите има пострикни правила во денот на рекламирањето. Тие мора да следат одредена временска рамка за пласирањето на комерцијалните комуникации, додека пак инфлуенсерите ги немаат таквите ограничувања. Сепак во делот на транспарентноста, односно она што значи обележување на тие реклами, спонзорство и пласирање на производи, ќе важат сличните правила како и кај телевизиите. Истото ќе важи во однос на заштитата на малолетниците, односно обележувањето на програмите кои што можат да влијаат штетно на развојот на оваа група на... Ке има посебни специјални ознаки, дека не е дозволено гледан. Ознаките се идентични со оние кои што се кај телевизиите, за одреден вид на програма, која возрастна структура може да ги следи. Така. Инфлуенсерите велат дека со ова им се ограничува слободата на говор. Се ограничува ли со ваквата регулација? Не, воопшто не станува значи збор за слобода на говор. Станува збор за транспарентност. Никој не регулира значи со ова регулатива мислење, никој нема да регулира критика или некаков политички став. Напротив, можам да кажам дека со ова решение баш се зајакнува слободата на изразување, затоа што се создаваат појасни и почисти правила и средина во која публиката може да донесе информирана одлука и да биде информирана за она што се презентира и што го нуди самиот инфлуенсер. Добро, и што ќе добијат инфлуенсерите доколку се регистрираат? Интересно прашање. Години назад пробуваат да докажат дека се посебна професија. Точно со ова тие се легитимираат како посебна професија и се признаваат како согласно нашиот закон како посебни субјекти, добиваат кредибилитет кај брендовите и нормално со тоа што ќе бидат регистрирани и следат одредени правила, стекнуваат уште поголема доверба кај своите следбеници. Тука треба да спомниме што би добила и јавноста со оваа регулатива. Значи, во дигиталната ера довербата е најбитна валута. Ако граѓаните не знаат што е реклама или личен став, тогаш пазарот станува неуреден и може да бидат погрешно наведени од страна на инфлуенсерите за одредени прашања од интерес. Доколку побараат пролонгирање на рокот кој што истекува во крајот на март, агенцијата ќе дозволи или ќе има некаков преоден период? Повторно морам да кажам дека анализираме, чекаме да видиме какви фидбек ќе добиеме од нив, па потоа ќе дискутираме дополнително. Имате во блиска иднина брза средба со нив да ги видите нивните аргументи зошто одбиваат да се регистрираат или се уште немаме ништо прецизирано. Добро, Владимир, јас ви благодарам што бевте гостин во емисијата Финсайт. Ти благодарам, Наташа, за поканата.